Ова есен, зима, следната пролет се најтешки во повоената македонска држава и ние тоа ќе го издржиме и ќе го пребродиме заедно. Уверуваше премиерот по денешната седница на Советот за безбедност на која се разгледуваше енергетската криза и начините за нејзино надминување. Ковачевски вели дека план за пребродување на зимата е утврден и дека веќе се работи на негова реализација. Клучно е дека владата планира зголемување на домашното производство на струја за 25%. Активностите предвидуваат и обезбедување доволни количини на јаглен, мазут, газ за производство на електрична и топлинска енергија, како и набавка на дополнителна електрична енергија. Овој план според владата би значил дека би немало рестрикции за потрошувачите доколку нема испади во системот. Во најтешкиот период за нас, кој започнува на 1 октомври, до следниот април, односно април идната година, и понатаму, до почетокот на летото, на сите македонски граѓани дома, на сите ученици и студенти, на сите микро, мали и средни бизниси, да им обезбедиме најниска можна цена на електрична енергија, најниска можна цена и непречено снабдување со топлинска енергија, воопшто енергија за нивните потреби, каде и да се, кога и да се. Ковачевски апелираше до сите, и граѓаните и бизнисите да штедат електрична енергија, зашто ситуацијата, како што рече, е алармантна. Цените на светските берзи на струја се екстремно високи. Снабдувањето со топлинска енергија, парно за 55.000 домаќинства во Скопје, ќе го преземе државната ЕСМ. За бизнисот државата планира обезбедување струја по цена пониска од берзанските. И шефот на државата кој го свика Советот за безбедност повтори дека предстојниот период ќе биде многу тежок. Не е тајна дека како Европа, така и нас не очекува тешка зима. Нарушената безбедност на европскиот континент поради војната во Украина предизвика тектонски промени и неколку кризи кои се чувствуваат во повеќе сектори. Во обид да се ублажат ефектите од енергетската криза, Скопје и Софија вчера договорија Бугарија од октомври да испорачува на земја во околу 5 гигавати струја дневно за потребите на индустријата по цена која дополнително ќе се утврдува. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.